Секоја година новогодишните и божичните празници нели донесуваат радост и големи очекувања, особено кај најмалите. Познатото и популарно новогодишно пакетче кој што децата го очекуваат под новогодишната елка за време на празниците е секогаш предизвик и за големите и за малите. Познатото писмото Дедо Мраз секогаш нели се остава под елката неколку дена пред Нова година или Божик со сите желби кои што децата, само децата умеат да ги смислат и да ги посакат, но што е она што ќе го најдат под новогодишната елка е секогаш изненадување кое што знае да буди убави спомени и насмевки на кои што со годините подоцна се присетуваме со радост, нели се сеќаваме на она што во одредена Нова година било оставено под елката. Пакетче со книги и, да речеме, сложувалки, интерактивни сликовници е можеби и најдобриот избор, имајќи во предвид дека станува збор за нешто што ќе го подариме и ќе остане цел живот. Токму затоа и оваа година, како и неколку години наназад, се одлучивме да креираме неколку пакетчиња со сликовници за деца, за возраст некаде од 4, 5 до 7, 8, 10 години, нели зависно од интересот на децата, со изданија кои што не се стрикно врзани со новогодишните празници, меѓутоа ќе останат како спомен за цела година на она што новата година знае да го носи како радост. Едно од таквите пакетчиња еве и токму ова што го држам јас во рацете и можеме еве да видиме што се крие во него. Значи, еве, имаме една сликовница која што ќе не запознае со стариот Египет, па понатаму имаме една приказна за Бамби, па имаме приказна која што е интерактивна книга или боенка со активности, значи се задржува на едукативниот дел. Да биде радоста поголема, во ова пакетче е спакувана и една сложувалка, која што секако има за цел нели да го поттикне психофизичкиот и моторниот развој кај децата и да речеме за поубави повесели новогодишни празници. Едно вакво пакетче ќе имаат можност да добијат и вашите гледачи со една единствена желба да новата 2022 година биде многу здрава, многу весела, со многу убави спомени и секако најуспешна до сега, а она што ние им го посакуваме на сите родители, на сите возрастни да поминуваат што повеќе време со своите деца, особено со книга во раце, затоа што колку е детето помало, толку почесто треба да другарува со книгата и возрастните да му читаат на глас, за подоцна и самото да прояви интерес и да не заспива без книга во рака. Ете тоа е она што сакаме да го посакаме во новата 2022 година.